Посетата на високата представничка на Европската Унија за безбедност и надворешна политика представува сериозна поддршка на европските перспективи на нашата земја. Срекни сме што при оваа посета на Македонија Европската Унија останува посветена на иднината на Република Македонија до полноправно членство на Европската Унија. Разговаравме за следните средби кои што предстојат во понеделникот со Советот на министри и во четвртокот со Генералниот совет или Советот на премиери, каде што пред се од Македонија се очекува да се почитуваат демократските процеси, кои што се јасно изразена волја на граѓаните на изборите и преточени во парламентарни мандати. 67 мандати се нормален демократски основ за давање мандат во обид за формирање на влада. Од тука и очекувањата на Европската Унија е дека наредната влада, доколку покаже резултат во посветеноста на реформите, Европската Унија преку своите институции ќе има причини повеќе да се посвети кон образување на процесите за започнување на преговори на Македонија за полноправно членство во Европската Унија. Повелете, прашање. Ве молам, повелете. Јас се надевам, како што и синок ја повикав, дека господинот Иванов ќе ја преиспита својата одлука и навистина ќе ги почитува демократските процеси што се својствени за секоја нормална земја која што себе се декларира за демократска земја. Демократските процеси преку избори дефинираат број на мандати. Во моментот за овие 67 пратенички мандати стојат приближно 700.000 гласачи во Македонија. И тоа не можете да го пренабрегнете. Едноставно треба да го почитуваме. Причина повеќе е заради тоа што стравот од ескалирање на кризата е реално присутен, кога имате неразумни политичари во државата. Тоа може да биде само причина повеќе за да процесите се придвижат кон своето уставно и законско поставување во делот на формирањето на владино мнозинство. Политичката криза мора да се реши согласно уставот и согласно законите во Македонија. Изјавите кои што од вчера ги имаме од комесарот Хан и од сите пријатели на Република Македонија, кои што искрено и мислат на Македонија, а тоа е брзо формирање на институциите, на системот, а тоа е влада во Република Македонија, може да бидат само пријателски изјави. Сето друго, кое што значи очекување Македонија да биде без влада, без институции, не можете да го сметате за пријателско однесување кон Македонија. Од тука, првиот чекор е господинот Ѓорги Иванов да ја преиспита својата одлука и да ги почитува овие 67 мандати, зад кои што стојат приближно или околу 700.000 гласачи, за да може понатаму да се придвижат процесите. Уште еднаш повторувам, давањето на мандат не значи со сигурност дека ќе се успее да се формира влада, но тоа е патот по кој што мора да се движат процесите во Македонија. Ги разгледуваме сите опции. Една од опциите е секако и таа, но пред се движиме во рамките на она кое што представува нормално очекување на логичниот редослед на постапките кои што треба да се движат во Македонија, а без при тоа никому да му дадеме изговор и причина да прави будалаштини во државата. Така да од лепезата на опции за кои што и синок ја реков и пак повторам, секогаш постојат, треба да ги земеме во предвид оние кои што се највнимателни од секој можен аспект да ги придвижиме работите кон нормализација на нашата земја. Секако решението според нас е председателот Иванов да го даде мандатот. И тоа е она кое што е нормален процес на действување. Но истовремено ако бидете исправени пред одговорноста што со државата, што со институциите, што со новата влада, ќе ги преземете сите други чекори согласно устав и согласно законите, за да воспоставите нормализација на Република Македонија. Имате ли рокови до кога ќе чекате Иванов да се премисли? Не можам да кажам за одредени рокови или не, веројатно ваквите прашања треба да ги упатите кон господинот Иванов, за да може да ги добиете дополнителните одговори. Ние генерираме и креираме своји стратегии кои што се исклучиво согласно уставот и законите, а ќе представуваат решение за процесите во Република Македонија. Ваквата ситуација може да доведе до блокади на локалната самоуправа затоа што мандатот на градоначалникот представува. Така е.
Има многу причини за да внимателно се однесуваме, но истовремено и брзо. Знаете дека Европската унија разгледува и одлуки за враќање на дел од бегалците на последната европска земја, тоа е Грција. Тоа значи дека може да се појават повторно бегалци на нашата граница. Тоа е втора причина. Трета причина и најголема се граѓаните. Граѓаните очекуваат институции, очекуваат нормализирање на животот, очекуваат економијата да заживее, очекуваат реформи да отпочнат во Македонија и очекуваат секако нормализација на сите институции кои што ќе бидат во нивна служба. Таа е една од очигледните опции. Но гласањето на председател на собранието и формирањето на комисијата за избори и именување не е решение дека влада во Македонија ќе се воспостави. Таа е една од логичните опции, затоа и вие поставувате и можеби еден од следните чекори, но јас верувам дека редоследот на работите ќе се случи во онака како што праксата во Македонија покажала. Давање на мандат, договарање помеѓу потенцијални коалициони партнери, постигнување на договор и процесуирање низ парламентот на сите тие одлуки. Тоа е примарното наше очекување. Секако и сите други опции се отворени, но најважно, како што реков, е апсолутно да се движиме согласно Уставот, законите и деловникот во Собранието на Република Македонија. Последен рок за закажување на локалните избори е понеделник од 5 март. Дали да обршите на председател на собрание кој ќе ги закаже тие избори? Не можам да кажам заради тоа што барате одговори од човек кој што се обидува со потписи да добие мандат, а при тоа сите институции се под контрола на нашите политички опоненти, вклучително и на господинот Иванов, кој што неразумно се однесува во целиот овој период. Секако, 5 недела според нас и толкувањата на нашите правни експерти е последен датум од оние од 90 до 70 дена за распишување на локалните избори, и тоа исклучиво може да го направи председателот на собранието. Не може да го направи председавач на собранието, не може да го направи председател државата, не може ниту Заев, здружен со неколку партии, зад кои што стојат 67 потписи да го направи тоа. И затоа што и Уставот и законот за изборниот законник се јасни, и тоа се кристално јасни. Председателот на собранието треба да ги распише изборите. Ако до недела Македонија нема председател на Републичкото собрание, тогаш нема кој да ги распише и овие избори, а знаете дека согласно законот првата половина на мај се изборите. Овој датум е поврзан со последниот датум од прва половина на мај, тоа е 14 мај. Така да навистина се доведува во прашање токму и одржувањето на локалните избори во Република Македонија. Јас стојам за неколку средби, ако има потреба, на располагање. Во било кое време, на било кое место, додам и да разговарам да ги одблокираме сите овие процеси. Како што знаете, вчера неговиот кабинет ме повика, јас го посетив, господинот Иванов, разговаравме за овие работи. Неговиот повик и почеток на состанокот отпочна со неговото убедување дека бара начин да го даде мандатот, но проблемот се 10 дена наводно, кој што не беа проблем после 29 јануари, кога Груевски не успеа да формира влада, тогаш не беа проблем роковите, и заради тоа тој бараше потписи, ние баравме веднаш мандат, но еве се случи сега од кога ги обезбедувавме потписите, сега тој да се врати на тоа кое што го негираше претходно. Апсолутно, во вториот дел од неговата изјава видовме дека политика е во прашање, не се ниту рокови, ниту одредени други законски или уставни потреби. Јас се надевам дека ќе преспие човекот, доволно ќе размисли што е интерес на Република Македонија, тоа мора да биде наша водилка како политичари во Македонија. Ден поскоро Република Македонија мора да ги движи процесите и ден поскоро треба да добие влада. Сите знаат дека сите 67 потписи не значат и гаранција за формирање на влада, и сите знаат дека демократските процеси е единствениот начин на разрешница во Република Македонија ако се водат согласно Уставот и законот. Една работа, нашите високи представници од партијата во своите интервјуа зборуваа многу отворено. Зборувавме и ние. Прво,
20 дена Никола Груевски зборуваше за таа платформа, објавија медиуми кои што се обично авангардата на објавувањето на одлуките од ВМРО ДПМН, дека е прифатена таа платформа или слично. Господинот Иванов во нито момент не правеше проблем на оваа работа. Заев бара мандат за да откочне да разговара за сите документи. Тие документи може да бидат составен дел надвор од идна владина програма или слично. Да се разбереме, Заев, Груевски, Иванов, лично, Ахмети или било кој во државата не носат одлуки, носат институциите одлуки. Парламентот во Македонија носи одлука дали ќе прифати програма на мандатор за влада или ќе отфрли таа програма. Дали ќе прифати кабинет на мандатор за влада или ќе го отфрли. Институциите на системот носат одлуки. И апсолутно може да зборуваат политичарите за секакви своји ставови. Прашањето е што институциите носат одлуки. Затоа, она што е следствен процес, доколку се добие мандатот, е мандаторот да излезе пред парламентот со програма на влада и владин кабинет, или да му соопшти на господин Иванов дека не успеал да формира влада. Тие се процесите. Затоа дебатата вака изместена за сите овие детали, што за закон за употреба на езиците, што за некакви платформи, е навистина е поприлична за бегана дебата која доаѓа од таткото на нацијата. Човекот кој ќе врши функцијата председател на државата. Тој е председател на сите граѓани на Република Македонија и не смее да си дозволи да ги помине сите овие граници. И од тука уште еднаш потенцирам. Зборувавме за начела и принципи за да можеме да добиеме потписи. Мора да бидете повикан, а за да бидете повикан треба да бидете мандатар, за да навлезете да разговарате за владина програма, во чиј составен дел би можело да бидат и закон за употреба на езиците, и одредени делови од платформа, од нашата платформа и план за живот во Македонија. Никој не зборува дека потрошивме 80% од времето да ги убедиме партиите кои што ни дадоа потписи за реформите, за повратокот на парите кон граѓаните, за враќањето на ДДВ-та кон граѓаните, за подигнување на минималната плата, за чекорите кон постигнување на просечна плата во Република Македонија, заради тоа што мора да го прифатат токму и тој концепт. И тоа е, впрочем, и најважната работа, која што ги интересира сите граѓани подеднакво на Република Македонија. Други прашања дали има? Ви благодарам на сите.